извинете што толку доцна се јавам, но вонредните околности го налагаат тоа, затоа што кај нас тој наратив се избегнува, а јас сум со веќе година-две уназад зборам дека ќе ескалира гадно работата. Туку што Иран жестоко го нападна Израел со ракетен напад, оние снимките што може да се видат на странски сајтови се навистина дошто од ракети паѓа врз Израел, и ова можеше и да се очекува. Сега веќе она што викаат старите Господа ни е на помош, ова е веќе тотален рат, регионален рат, кој што веќе има огромни шанси да се прелие и на други краишта во светот, ако се земе ситуацијата каква е на руско-украинското боиште. Избегнуваше нашата јавност да го користи овој наратив. Обично кога не викаат по емисии или кога има дебатни емисии се збори за некои лично наши домашни локално затворени проблеми, иако знаеме дека ние сме дел од еден поширок контекст, особено кога станавме земја членка на НАТО и особено кога пред неколку дена, јас тоа не го искоментирав, но еве го моментот, Путин ја промовираше новата нуклеарна доктрина на Русија. Тоа беше пред 4 или 5 дена, не ме држете за збор. Значи прв пат тој лично кажа неколку работи во врска со сменетата доктрина за употреба на нуклеарно оружје, која гласеше вака: секоја ненуклеарна држава која што ќе поддржи напад на нуклеарна сила врз Советскиот сојуз, во истиот момент станува легитимна мета на нуклеарната тријада на Русија. Може секој од вас да си преведе за своја лична употреба што тоа значи, од моментот кога станавме земја членка на НАТО. И навистина после ова што се случи пред неколку минути кога започна овој жесток напад на Иран врз Израел, може би сите ние како граѓани на Македонија треба да подразмислиме брзо и да видиме што ќе правиме во случај ако дојде до она што веќе во светот доаѓа до рамките на реално случување, а тоа е еден вид на уште една голема трета поред светска војна и не дај Боже некој нуклеарен Армагедон, и како ние и дали ние имаме некои планови за заштита која би дошло до тоа најнесакано сценарио. Дали некој кај нас водел грижа години наназад или барем од како почна да ескалира безбедносната ситуација во светски рамки, дали некој водел грижа каде, како ќе се заштитат граѓаните во случај да дојде до таков напад, особено сега кога веќе тоа станува многу сценарио кој што лесно може да се оствари. Со ова што се случи сега, кога го принуди еден Иран, кој што година дена се држеше релативно резервирано, своите воени одговори на Израел најчесто ги даваше преку своите прокси сојузници, дали тоа беа Хезболах, дали тоа беа јеменските хути, дали тоа беше Хамас во појасот Газа, но ова очигледно што сега го направи е уште еден доказ дека им успеа на некој начин тактиката на Израел и Америка да го вовлечат Иран во војна. Сега можете да бидете сигурни со 99,9% веројатност дека Америка ќе се вклучи во овој судир, а тоа веќе знаете што значи ако Америка се вклучи во тој судир, ако се земе предвид дека Русија има своји бази во Сирија, и тоа големи воени бази, кај што има инсталирано и ракетни системи,
што да ви кажам, освен тоа дека ова е еден посакуван, најверојатно проект на некого што свесно светов го турка веќе втора, трета година во голема светска војна или нуклеарна катастрофа. Не сум теоретичар на заговор, сега да нагаѓам кој, зошто, како го правил тоа, иако нормално имам некои одговори, но секое инсинуирање, секое предпоставување на таа тема може да доведе до тоа да многу од вас да ме стават токму во тие рамки на теоретичари на заговори, ако да ви кажам, неам некој негативен став кон таквите луѓе, доколку некој работи зборат аргументирано. Значи се покажа дека целата оваа работа е проект кој одредени елити го турка, секој со својот интерес. Израел имаше своји интереси во појасот Газа, во западниот брег, нели Рамала. Сега еве најверојатно денеска направи и копнен упад во Либан. Очигледно тоа беше капката која што прели чашата на иранците. Сабајле тие некаде направија, влегоа на територија на Иран, на територија на Либан, одредени израелски командоси, и еве сега пред 10 минути почна овој жесток напад врз Израел, од кој што навистина снимките кои што ги гледам буквално се под жесток удар. Очигледно иранците за ова време од како почна војната помеѓу Русија и Украина, они затоа можеби биле толку време резервирани, они се подготвувале за она што знаело дека еден ден ќе дојде, дека некој ќе дотури таа капка која што ќе им ја прелее чашата на толеранција и на смиреност. Без везе и тажно е што нашата јавност сиве овие години молчеше во врска со овој наратив. Добива само на вести, во ТВ дневниците имаше кратки осврти на тоа фактографски во дента што се случувало на одредени војни жаришта, дали кога почна инвазијата на Израел во Газа, дали кога почна овој нападот на Русија врз Украина. Немаше дебата на таа тема, отсуствуваше апсолутно. Ние си зазедовме страна, но тоа не значеше и дека треба, ако тоа сме зазеле страна, дека не треба да останеме како јавност критични за некои работи, како јавност критички кон некои работи што се случуваат, па дури во тој табор каде што сме ние. За жал, човештвото не ја научи лекцијата од претходните две светски војни. Очигледно заборави на тие војни, затоа му требаше сега и трета таква голема војна, му треба веројатно да се потсети како било оние две. Сите вие знаете дека војната е дно на човековата екзистенција и постоење, дно, црна дупка во која што се рушат, исчезнуваат сите морални, етички, човечни вредности. Но човештвото ќе си ја плати својата цена, особено западниот свет, за својата за двојните аршини што ги практикуваше со децении кон одредени проблеми во светот. Пред некои проблеми замижуваше со двете очи, некои проблеми што не беа во негов интерес ги истакнуваше. Со различни аршини ги мереше нештата во светот на глобален план, особено оние од политичко-безбедносен план, и затоа добивме еден ваков свет кој што веќе малтене имплодира во себе. Штета што не разбравме и локално во врска со нас, лично со нашата судба и непостоење, колку таа меѓународна заедница, особено Европската унија и незиниот ментор, мерат со двојни аршини кога се однесува на македонското прашање, нивната политика и на контекстот, нели, во кој што не ставија во оние рамки, смешни рамки на така наречениот Западен Балкан.
па са сега да го разбија да пуштат, нели, Албанија да има предност во однос на тоа преговарање. И со тоа покажаа дека и тоа е проект, не случајно Албанија ја одвоја да оди по посебна траса. Моја претпоставка е, не ме земете здраво за готово, дека нивната идеја е со влезот, евентуално кроз неколку години на Албанија во НАТО, полека Македонија да се подели, затоа што истиот момент кога ќе влезе Албанија во НАТО, рачунајте, сметајте на тоа дека албанците овде ќе си направат референдум за отцепување, тоа им го дозволуваат сега, и за припојување кон земја која што е веќе членка на Европска унија. Немојте, и за ова сум зборувал во многу емисии на Само Вистина, особено порано, немојте да мислите дека тој референдум ќе отсуствува. Значи, оној момент кој ќе се доближи, кој ќе влезе во последна фаза на преговори Албанија, ако до тогаш не се случи овој нуклеарен Армагедон, истиот момент тука ќе има референдум за прогласување за отцепување. И фактички тоа е, мислам, и целта со овој проект, да тргне Албанија по посебна траса, за Македонија постепено да ја доведат до таа фаза на физичка поделба. И немојте да мислите дека ова не е остварливо. Главните ментори на Европската унија до сега менуваа граници. А ако ви текнува, насилно на Србија и го отргнаа Косово и ги сменија границите за да ја постава тамо една од најголемите нуклеарни бази во Европа, Бонстил. Воени бази американски во Европа, Бонстил. И не е дека тие не менувале граници. Ги сменија границите кога ја разбиваа Југославија. Нели, откако им дадоа амин и полна поддршка на швабите тоа да го направат со некои своји сојузници тука. Што значи, немојте да спиете на увото на нивната приказна дека границите на Балканот нема да се променат. Напротив, секогаш кој им беше од интерес, тие ги менуваа границите. И ова не е случајно. Ја мислам дека е сето ова дел од тој проект. Значи, доста јадам гураби. Сакав ова да ви го кажам уште пред 2-3 дена дека може би следува, но си преќутев. Но еве го дојде и тој момент сега. Тоа е тоа. Јас веќе не верувам дека човештвото, цивилизацијата, тука најмалце ги сметам Обединетите нации како фактор дека можат нешто да направат, милион пати покажаа дека се тотално немоćни да неутрализираат, смират било каков конфликт, дури од мал овај размер, а да не зборам за конфликти од големи размери. Така што ова веќе е тргнато кон она најлошото. Имајте убава ноќ.